Почитувани граѓани, ситуацијата со недостиг на струја за домакинствата е многу сериозна. Според последните официјални информации, не само што не е направен еден од блоковите на рек Битола, кој што не работи, туку има и дополнителна хаварија, повторно се испукани цевки во котлите. Ова му се случува на комбинатот, иако се потрошени стотици милиони евра за наводни поправки и ремонти, пари на граѓаните. Рек Битола произведува речиси 80% од струјата во Република Македонија. Поради неодговорните политики на актуелната власт, која што 10 години се занимава со криминални тендери, не работат другите енергетски капацитети, како ТЕЦ Осломеј, ТЕЦ Неготино. Ете затоа граѓаните се во ризик на минус 20 во време на големиот студ што ја запати оваа држава, да останат без струја. Како што редовно соопштуваме, засега проблемот се решава со многу скап увоз на струја, што до вчера ги чинеше граѓаните на Македонија околу половина милион евра само за 2 дена. Еве нови официјални податоци. Распишан е нов тендер за интервентен увоз на струја за денес и утре. Цената е плафонска, над 600% повисока од одобрената од Регулаторната комисија за енергетика. За вечер е набавена увозна струја по цена од неверојатни 220 евра по мегават час. И тоа ќе ги чини граѓаните 155.000 евра. Увезената струја за утре и задутре ќе ги чини граѓаните 1.286.000 евра. За 5 дена граѓаните на Македонија, поради несериозната власт, која што во студ ги остави без домашна струја, ќе платат огромни, речиси 2 милиони евра. На граѓаните на Република Македонија итно им е потребна нова, одговорна влада. Само тоа е решение за проблемите на граѓаните, вклучувајќи го и овој проблем со струјата.